Од малото кичево во Македонија до вселенскиот сектор, така некако треба да се опише девојката Мартина Димовска. Дали се точно кажав, Мартина? Да, точно е. Мене вселенскиот сектор ми е се уште на повидок и почнувам посериозно да го освојувам. Кога започна со освојувањето? Мојата пристапност до вселенскиот сектор започна уште од 2014 година официјално, со тоа што пристапив на технички факултет. Меѓутоа и претходно доста се интересирав и активно го изучував сама. Факултетот беше моментот кога превагна интересот за секторот или можеби нешто порано? Мислам дека најголемиот удел беше Global Youth програмата на Америчка амбасада, затоа што ме доближи до еден сектор што можам да го опипам. Професори и колеги со кои што ден денеска сум во комуникација, и многу од нив се вработени токму во НАСА истражувачките центри, како НАСА Глен истражувачкиот центар. Така да Global Youth програмата, што навистина знае да ти го смени животот ако си квалификуван. Од тоа што го слушав, не е едноставен патот кој што треба да се изоди. Колку тој пат кој што го изодуваше и се уште го одиш, за да ја постигнеш својата крајна цел, имаш успони и падови. Патот е дефинитивно тежок, затоа што вселенскиот сектор е така создаден да е можеби малку елитистички или пак да не ги вклучува сите, сепак е сектор што се смета за национална безбедност. И ние тука, во нашата земја, пред се немаме Вселенска агенција, немаме Вселенска индустрија и ги немаме тие патеки што може да те припојат кон поголемите развојни центри или индустрии или да те лансираат таму. Патот што јас годам сега е нов и нормално да има успони и падови, затоа што е пионерски пат, тежок пат, макотрпен затоа што го отвараш тој пат сама и ги бараш сите тие начела каде да се припоиш, каде што можеш. Ние живееме во обкружување, како што успеав да разберам, на соседни земји каде што постојат обсерватории и многу сателити, да. Но за жал како држава ние тоа го немаме. Можеш ли да ни направиш една куса ретроспектива на обкружувањето на се она што се случува околу нас, а го нема тука? Мене ми е многу жал и се надевам дека јас лично ќе придонесам да се смени тој трек на нашата држава, затоа што нашите соседи и tekako влажуваат во вселенскиот сектор и се многу активни. Мислам дека и тука малце сме поназад. Еве, Косово гради втора обсерваторија, Албанија лансираше 2 сателити, Албанија 1 и Албанија 2, Хрватска лансираше Крокјуб сателит, Црна Гора ќе лансира сателит ова лето, Бугарија, Словенија и Грција се многу напредни. Бугарија више во поранешните години има лансирано 2 астронаута преку Роскосмос во Вселената. Едниот од нив се вика Ѓорѓе Иванов, како нашиот поранешен претседател, така ги памтам. Ама нашите соседи и tekako проактивно вложуваат и знаат дека овој сектор е еднината и дека треба да се припојат на истиот. Ке има ли изгледи и можности и начини како тоа да се направи во нашата држава? Што и предлагаш, Мартина? Вселенскиот сектор е се поевтин. И мислам дека пред се ние треба да формираме некоја дали државна или народна вселенска агенција, да има некаков зачаток. И веќе се крчка, мислам дека тој момент, особено кај нашите невладини организации и академскиот сектор, каде што сакаме да зачнеме нешто такво, гледајќи ги нашите соседи. Мислам дека пионерите кај нас некогаш и знаат да бидат исмевани и да не се сватени доволно сериозно, ама ете не мора да е сателит, нека биде нешто официјално што ќе не застапува војнина. Денеска успеа да мотивираш доволен број на млади на оваа презентација која што ја направи во Велес. Што ти остави најголем печаток? Мене ми остави најголем печаток тоа што целата публика поставуваше прашања што беа клучни. Обработивме теми како, например, професии во вселенскиот сектор, што е астронаут, аналоген астронаут.
Обработивме теми како зошто немаме Вселенска агенција, зошто немаме Вселенска индустрија, како да ги зачнеме тие теми, како тие активно да придонесат. Ова е работилница што е со цел да се изгради капацитети кај нашите млади и така и се почнува со интерес пред се. Само уште да појасниш како се викат граѓанската организација, како тргна ти всушност да мотивираш млади луѓе и да будиш интерес во нив? Мојата организација се вика International Space Alliance или Меѓународен вселенски сојуз, што е тука од потреба. Мене ми требаше правно тело за јас да ги имам тие договори со другите вселенски агенции со кои што соработував и требаше да бидам правно застапена. Така да од таква потреба, низ моите епохи низ светот, мораше да имам нешто што ќе ме представи и каде што ќе може да соработуваме со грантови, проекти и слично. И за крај на нашиот разговор. Имаш зад себе си 3, се подготвуваш за 4-та мисија. Точно. Кажи ми нешто за твоето искуство. Што е тоа? Што правиш ти на мисиите? Јас сум аналоген астронаут, а тоа значи дека јас изведувам мисии на Земјата. Знаеме дека многу е скапо да се полета било што во Вселената и дека мора претходно многу долго да се тестира. Не можеме туку така да полетаме нешто. Така да ние го тестираме тоа на Земјата, дали е тоа живеалиште, екипаж или пак различни експерименти од институти, здруженија, организации, вселенски агенции и слично. Овие тестови се тестираат во аналогни живеалишта, што симулира некакво сценарио. Значи, живеалиштето е изградено тука на Земјата, во некои екстремни услови најчесто, и имаме самото живеалиште, експериментите внатре и екипажот што е одцепен од Земјата и симулира се сценарио исто онакво како кога би биле на месечината, на Марс или на некое друго тело, со единствената разлика што на нас не е етички да имаме радиација како екипаж, нели? И немаме бестежинска состојба, немаме zero G, немаме намалена гравитација. Се гледаш себе си како дел на мисиите на НАСА? Не знам, може би има опција за тоа. Јас се надевам дека ќе издействуваме некоја војнина, затоа што НАСА соработува доста со приватниот сектор. Например, доста астронаути од земјите во подем тренираат токму во Тексас, во Джонсон Спейс Центарот, заедно со Аксиом и НАСА соработки. Значи, Турција имаше пратено таму турски астронаути на тренинзи, само е потребна волја и секако финансии. Ти благодарам. Ви благодарам и на вас.